Од Вашингтон, добро вечер. Го гледате Newsflash ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас ќе биде Ведран Андоновски. 9 лица загинаа, најмалку 50 се повредени во бомбашки напади во 2 луксузни хотела во Индонезија. Еве ги детали. Целта на нападите биле хотелите Ридс Карлтон и Мариот во Джакарта, и тоа со силни експлозиви што биле детонирани само 1-2 минути еден по друг, соопшти индонезискиот министр за внатрешни работи Видодо Ади Сукипто. Многумина од жртвите се странци според владини извори. Властите велат дека бомбите биле поставени во близина на ресторанот во Ридс Карлтон и во подрумот на Мариот. Во Мариот бил пронеден и еден неексплодиран експлозив. Полицијата во Джакарта тврди дека напаѓачите биле гости во хотелот. Досега никој не презел одговорност за нападот, но за слични бомбашки напади во минатото беше обвинувана терористичката организација Джемаа Исламија во Јужна Азија. Председателот Сусило Бамбанг Јудхојоно кажа дека нападите се терористички чинови, вети дека ќе ги уапси одговорните. Прва станица од азиската турнеја на американската државна секретарка Хилари Клинтон и Индија, каде ќе разговара за зајакнување на врските меѓу двете земји. Клинтон во индискиот финансиски центар Мумбај ќе присуствува на комеморацијата за 166 лица кои загинаа во терористичките напади минатата година. Првиот човек на американската дипломатија во недела во Њу Делхи ќе разговара со индискиот премиер Манмохан Синг и други индиски лидери. На дневен ред е како да се изгради стратешкото партнерство што започна со договорот за нуклеарна соработка во 2005. Клинтон најави дека на средбите ќе стане збор за надворешната политика, образованието, економијата, климатските промени и енергетските прашања. Од Индија Клинтон ќе замине за Тајланд, каде во Банкок ќе се сретне со премиерот Абхисид Веджаджива. Во продолжение на Newsflash, либерализацијата на визниот режим за земјите од Западен Балкан не е закана по пазарот на работна сила на Европската Унија. Ова го тврди Галуп центарот во Брисел, кој спроведе истражување на оваа тема. Прилог на Борин Јовановски. Европската Унија нема да има проблеми со прилив на емигранти од земјите од Западниот Балкан поради либерализацијата на визниот режим. Ова е заклучок од истражувањето кое на оваа тема го направи Галуп центарот во Брисел, а спроведено меѓу граѓаните од земјите во регионот. Истражувањето покажува дека некои од испитаниците пројавиле интерес да побараат работа во некои од земјите на Европската Унија, но според првиот човек на Галуп Брисел, таа бројка не само што не представува закана, туку може да биде и корисна за Европската Унија. Not a risk. It can be a huge advantage. Because the people who are coming are the ones who are the most resourceful, the most entrepreneurial, the most willing to do any hard job, what some of the Europeans are unwilling to do anymore. Истражувањето покажува дека најголем интерес да мигрираат имаат албанците, кои имаат и најмногу роднински врски со граѓани кои се веќе државјани на некои од земјите членки на Унијата. Што се однесува до етничките македонци, истражувањето заклучува дека тие поради бројноста не представуваат никаков проблем. Тие кои искажале интерес да заминат, подготвени се да прифатат секаква работа, што е од полза за Европската Унија. I would say, is it a high proportion that there would be a gain for the European Union to come from Macedonia? I'm afraid to say it's really, compared to the overall size of the European Union, which is, close to 500 million, it's negligible. Заклучокот на истражувањето е дека 17% од испитаниците искажале интерес да заминат на работа во некој од земјите членки на Европската Унија. Оваа бројка е мала и поради сознанието до кое дошло ова истражување дека граѓаните на земјите од регионов како поатрактивни дестинации за работа ги доживуваат Норвешка, Швајцарија, Соединените Американски држави и Австралија. Борин Јовановски за Гласот на Америка на македонски јазик, Скопје. Во 2005 Соединетите Американски држави беа рангирани на 9-то место меѓу индустријски развиените земји според бројот на ученици кои завршиле второстепено образование. Како да се мотивираат учениците? Некои училишта во САД започнаа да користат видеоигри. 16-годишниот Џон Диас е типичен тинејџер, сака видеоигри, но не и училишни задачи. Не сум така добар во домашните работи и слични нешта. Диас и за распустот продолжува со училишните задачи, но од дома, бидејќи предметите се достапни на неговиот компјутер, благодарение на виртуелното училиште од Флорида. Извршниот директор Џули Јанг вели дека филозофијата на училиштето е да предава преку технологијата, што учениците не повеќе ја користат и ја сакаат во и надвор од наставата.
Има толку многу ученици кои не се активни во училиштата, губат интерес, се надеваат дека конспиративниот код ќе ги поттикне на учење. Конспиративен код е видеоигра преку која се предава историја. Учениците играат како два хероја кои се обидуваат да запрат заговор за менување на минатото. Попат дознаваат детали за нешта како американската граѓанска војна и му рапортираат на учителот, кој во играта има улога на шпион. Џон Диас вели дека сега ужива во американската историја. Секој ден играм, забавно е, ми го задржува интересот и истовремено учам. Играта заеднички ја развиле виртуелното училиште од Флорида и компанијата за образовни софтвери 360 ED. Но не сите се за видеоигрите во образовниот процес. Неодамнашно истражување на Универзитетот Компуленсе во Мадрид укажува дека тие напати резултираат во повисоки стапки на незавршување на образованието и ниска мотивација на учениците. Џон Диас пак се надева дека наскоро ќе бидат создадени други игри како конспиративен код, што би му помогнале да засака и други предмети покрај историјата. Тоа беше се за ова издание. Од студиото во Вашингтон го гледавте Newsflash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски. Вечерова водител беше Ведран Андоновски. За повеќе содржини посетете ја нашата интернет страница glasnaamerika.com. Ви благодарам на вниманието и пријатен викенд.